Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме на тема целта на Христовото доаѓање. Христовото доаѓање има 5 основни цели. Прво, потврда дека Исус Христос е Господ на сите луѓе. Второ, да ја прослави Неговата црква. Трето, праведен суд на живите и на мртвите. Четврто, победа над силите на злото. И петто, ново небо и нова земја. Вистинските христијани го признаваат Христос за нивен Господ, како што Тома тоа го призна велејќи Господ мој и Бог мој. Многумина во овој свет се уште не го признаваат дека е Господ, дека е Бог на сите, но кога ќе дојде тоа признание ќе биде од сите луѓе што живееле на оваа планета. Со Неговото господство, тој ќе го реализира и својот план за воспоставување на своето вечно царство, кое ќе нема крај. Неговото доаѓање е апокалиптично, односно појава која ќе ги воодушеви сите верници. Тоа е појава на прекрасна блажена надеж која ќе се исполни во сите нас. Затоа Исус им рече на своите ученици: и вие ќе го видите човечкиот син како седи од десно на силата и како иде со небесните облаци. Кога тој ќе се појави, сите ќе се засрамат и ќе заплачат заради него. Но причината за тоа е што не поверувале и не обрнале внимание на неговиот мил, нежен повик. Како второ, Христос ќе дојде за да ја прослави Неговата црква, која е Негова невеста. Христос ќе ја прослави својата црква, а прославувањето ќе биде кога Бог ќе ги испрати своите свети ангели да ги соберат Неговите избраници од 4 ветра од едниот крај на небото па се до другиот. Ова ќе биде собирање околу Него, исто како што квачката ги собера своите пилиња. Така и тој ќе ја собере својата црква и ќе ја овенча со слава и со сјај, за да остане негова својна за секогаш. Црквата веќе нема да ги доживува непријатностите и прогонствата од своите непријатели, зашто ќе биде откупена, прославена од својот Господар. Понатаму, Исус ќе дојде да им суди на живите и на мртвите. Што значи тоа? Христијаните со верата во Христос и нивниот нов живот преку Светиот Дух секако се ослободени од судот што предстои. Меѓутоа, тоа не значи дека можат да си дозволат да грешат и да го жалостат Божиот Свети Дух. Туку напротив, треба да ја потврдат својата слобода од судот, живеејќи свето и праведно. Христос на секого ќе му е додели правдата. Христијаните ќе примат награда за своите добри постапки, а исто и за своите зли постапки и дела. Зашто е напишано: зашто сите ние ќе застанеме пред Христовиот судски престол. И така, секој од нас ќе одговара пред Бог за себе. Оние пак кои го отфрлаат Христос ќе бидат вечно осудени. Судот ќе биде безмилостен, зашто не ја примиле милоста и верата што непрекинато им се даваше додека живееле на земјата. Како доказ за тоа читаме во Откровението според Јован 20 глава. И видов голем бел престол и оној кој седеше на него, од чие што лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред престолот, и се отворија книги. И друга книга се отвори, книгата на животот. И мртвите беа судени според она што беше напишано во книгата, по нивните дела. И морето ги даде мртвите кои беа во него, и смртта и адот ги дадоа мртвите кои беа во нив. И секој беше суден според своите дела.
И смртта и јадот беа фрлени во огненото езеро, тоа е втората смрт. И кој не се најде запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Пред судот предстои воскресение од мртвите на праведни и неправедни. Апостол Павле, во својата одбрана пред земните судови, цареви, рекол: ќе има воскресение на праведни и неправедни, затоа и самиот се трудам секогаш да имам чиста совест и пред Бога и пред луѓето. Со Христовото доаѓање ќе имаме целосна победа над силите на злото. Ете, почитувани слушатели, сите ние воздивнуваме и се измачуваме кога го гледаме светот и неговата мизерна состојба во која се наоѓа. Силите на темнината делуваат со сиот свој капацитет. Луѓето под влијание на мрачните сили не се во состојба да се спротивстават и паѓаат под силното влијание на злото. Се ова создава неподносливо тешка ситуација. Се прекршуваат сите морални вредности, а ние сето тоа мора да го трпиме и со трпение да си ги спасуваме нашите души. Меѓутоа, на ова зло сепак ќе му дојде крајот. Бог ќе го сопре и ќе престане за секогаш, зашто е напишано: тогаш доаѓа крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог Таткото, откако ќе ги уништи секоја управа, секоја власт и секоја сила. Ова уништување на секоја управа, власт и сила се мисли на секоја овосветска сила која е под влијание на мрачните демонски сили, зашто денешните управи, денешните владетели се повеќе воспоставуваат демонски учења и закони кои се спротивставуваат не само на човечкото достоинство, туку и на Божите начела и закони. И на крајот, Бог ќе воспостави ново небо и нова земја. Во Библијата е запишано дека првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. А Јован гледа нешто друго: ново небо и нова земја. Новото небо и новата земја е место каде што пребива вечна правда. Зашто Исус Христос тоа го потврди велејќи: одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, за да ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Каде отиде Исус? Тој отиде во небото. Во новото небо и новата земја нема да има неправди, судови и убиства. Таму ќе има вечна радост и вечна среќа. Нека му е слава на Господ Исус Христос, што со неговото доаѓање, или целта на Христовото доаѓање токму таа, потврда дека Исус Христос е Господ на сите, да ја прослави неговата црква, да им суди на живите и на мртвите, победа над силите на злото и да воспостави ново небо и нова земја. Слава на Господ Исус Христос. Амин.